На 7 милениумскиот град, кој што секогаш знаел ширум да ги отвори портите за сите кои што сакаат веста за Христовото воскресение да ја дочекаат тука, му се восхитуваат бројни туристи од соседството како и странци, кои знаат да ги впијат убавините на тивкиот спокоен Охрид. Великден е билат празник на радоста и среќата, а градот буди продуховени чувства. Прв пат сум тука. Јас сум од Пакистан. Толку е се прекрасно, чисто. Просто градот зрачи со убавина. Ние живееме у Швајцарија. Тука е убаво. За нас Охрид е нешто незаменливо. Со фамилијата секако моментите поминати се незаборавни и ние секогаш правиме напори, секогаш кога можеме да бидеме што повеќе време и во Македонија и во Охрид. Лепо е, пуно е људи, весело, лепо време. Убаво е, полно со гости. Амбиентот е посебен. Ние семејно дојдовме овде да го прославиме Великден. Јас сум овде 100 пат у Охриду. Значи, задњи 30 година долазим. Јас сум овде по 100 пат. Последните 30 години доаѓам и Охрид секогаш ми е убав. Се чувствуваме како да сме дома. Сега ќе одиме во Свети Наум. Јесте, се осеќаме на Свети Наум горе. Гостите уживаат во едночасовна прошетка по езерото вдолж целото крајбрежје, од Канео до Свети Наум, љубопитно распрашувајќи. Посебно последните 2 години доаѓаат многу азиски гости од Азија, Јапонија, Виетнам, Малезија, многу се атрактивни и тие многу се чудат на староста, на антиката, на традицијата овдека, на посебниот начин на живот. Божите храмови ги отворија ширум портите за верниците кои од раните утрински часови доаѓаат да запалат свеќа. Секоја година имаме посетеност од странски туристи. Интересен е факт што луѓе од други вероисповести кои го посетуваат Охрид или знаете актуелно за празниците да има и попусти па наоѓаат, дури е забележано големо присуство во црквите и посета, што од радозналост, меѓутоа што од да се види и да се почувствува тој празничен дух. Охриѓани ќе ги пречекаат во своите домови секој што ќе им тропне на врата. Ги прашавме нашите сограѓани дали великденската трпеза оваа година ќе биде богата. Имаме вечера во кругот на семејството, утре традиционален ручек со фамилијата, по широкото семејство, така да Великден за охриѓани представува еден од најубавите празници во годината. Епа, за кој како, за некој поскапо, за некој поевтино, кој може јагнешко ќе си купи, кој не пилешко ќе си земе или нешто друго, ќе си направи, главно трпезата нема да остане празна. Многу убаво, со сите тертипи што требите. Со козуњак прајне пред Великден, со баклава, со колачи. Ама за јагнешкото ми се чини дека е поскапо. 630 денари килото. Ај, например, 3 кило да земиш, ете 2-3 денари кошта. Јас мислам дека е скапо. Гостите вечерва во бројните храмови ќе исчекуваат свештените лица да ја соопштат радосната вест за воскресението Христово.